Македонија повторно во портокалова фаза. Топлотниот бран ќе продолжи и тоа со температури над 40 степени. Надлежните апелираат денеска и утре особено да се внимава и да не се излегува надвор без потреба, особено меѓу 11 и 17 часот. Апелираат до сите граѓани да ги почитуваат мерките за заштита за да се намали ризикот од последици по здравјето од топлотниот бран. Да, еве имаме шешири. Искачаме рано, околу 10 сат се враќаме и така. Ги почитувам. Од дома 7. Излегуваме со внуката во 8 и сега се прибираме. Секој ден сме во парк. Не влегуваме во таа, во тие категории што се критични. Почитуваме нормално се што е во склад со нашето здравје, нешто. Па да, еве сега сме се бајлево тука. Уште малце ќе си одиме. Во парк е најдобро. Подолго време изложеност на топлина може да предизвика исцрпеност и топлотен удар, што дополнително ја влошува здравствената состојба на лицата кои веќе имаат некоја хронична болест. На ова треба да внимаваат и постарите лица, оние кои работат на отворено, бремените жени и другите ранливи категории. Препораките од лекарите пак остануваат исти како и во досегашниот период. Тие велат дека поголем проблем се наглите промени на температурите, отколку самиот топлотен бран со кој се соочуваме секое лето. Не треба да се изостави и ковидот, кој дополнително ја отежнува ситуацијата и кој се уште се шири, без разлика колку е сончево или топло времето. Самиот топлотен бран, апсолутно веројатно веќе пациентите наназад знаат точно кои се препораките, пак гледаат да ги избегнуваат состојбите. Има пациенти, јас повеќе би апелирал на оној дел на промена на температурна разлика, кога имаме промена од ладно или врнежливо време, па наредниот ден кој ќе дојде ваков силен топлотен бран. Бројот на пациентите е стабилен секоја година во ова време од периодот и од самото време. Генерално повеќе гледаме пациенти кои што се сега повторно ковид актуелно, инаку како резултат на топлотен бран и не е толку многу, повеќе пак кај нагласам промената на времето е она кој што повеќе влијае на пациентите. Портокаловото ниво на опасност ќе биде активно овие 2 дена во цела Македонија. Се очекува утре во текот на ноќта температурите малку да паднат поради зголемена облачност и можна појава на врнежи.